Па јас морам да кажам дека сум една од оние, спаѓам во групата на оние на кои што тој период, име неќам да испомнам, на таа пауза мене добро ми дојде. Значи, мислам дека после толку години, значи на интензивна работа, движење, патување и така натаму, конечно малку се одморив. Затоа што знаеш како кога имаш некој слободен ден и одма па што ти преку граница, ќе отидеш некаде. Тоа не е одмор, тоа е додатен замор, тоа не постои, нема шанси, дури на плажа човек се замара. Така што убаво си се одморив. Ме научи дека можам и дома да седам, ме научи дека не морам толку да се веам по тоа патиштата натаму нааму, ме научи дека има нешто убаво и да седиш сам со себе и да не си оптеретен со телефон и со работа и со бркање на бизнис и на состаноци така натаму. Ме научи дека буквално без се може. Дека можеш и да не излегуваш од дома, така, дека оно кој ќе каже. Јас дома до душа не сум ја од тие луѓе, не сум дека некоја па сум тотално неприбрана. Меѓутоа има многу луѓе кои што кажуваат дома да седам, нема шанси, мислам, тоа нема шанси. Истите тие најмногу седаат дома. Сакам да кажам, не научи на нешто што сме мислеле дека никогаш нема да го направиме, никогаш нема да го прифатиме, да научи дека може кога се мора, ништо не е тешко. Вака, значи новините се дека имаме нови емисии на се или нешто. Значи, крајов на месецот здраве и Боже ќе почнеме, едва и чекам реално, затоа што од март, значи не снимивме и немавме ништо ново, што значи дека се ќе биде ново за нашите гледачи, нови надпреварувачи, нови приказни, нови, како се вика, суми, нови милиони и така натаму. Така што и нови нешто немаме публика. Но пак ќе кажам, што е најбитно? Најбитно е дека се снима се или нешто и дека од септември ќе има нови епизоди и ќе се потрудиме да, не дај Боже, што и да се случи, да ние веќе бидеме подготвени, да не фати вака неподготвени како минатиот пат, да бидеме подготвени и да на нашите гледачи им понудиме забава каква што се они навикнале фактички. Им ветувам забава, навистина е интересно. Па имавме паѓање во несвест, например, еднаш позади кутија, еднаш додека тука играше од преголема трема. Имавме расправија тука во живо помеѓу брачни сопружници. Ти кажа вака, не ја ти кажа вака, па ти не слушаш, така натаму. Што имаме друго? Да, имаме и солзи, имаме солзи радосници, на убава сума солзи, тажни солзи, затоа што милион е продаден ефтино. Така што ова е наш квиз или гейм шоу, како го нарекувате, едно вистинско реално шоу, драга моја. Ајди верував се, сега гледам готово е, и не ми зборувај, не ме допирај, нема шанси, ова е крај. Тоа беше спонтано едно видео, Филип Пешевски, мој пријателче, така ќе кажам, бидејќи си пак колку син ми малтене. Ми беше гостин и снимавме нешто така и го терав да ми пее нормално. И додека пееше, ја подпремнував со него и вика, чекај, ти имаше музичка кариера, викам, слушај, сега си го кажал ова и никогаш повеќе. И Филип се шегува, вели, ајде да пробаме да отпееме нешто. Чекај, ти ја знам таа песната, вели, хитот. Ти верував до крај, пошто и реално беше хит. И пак ќе кажам, толку спонтано беше тоа, тука со мене беше и спасен мојот асистент, нормално камерата, поточно телефонот е подготвени, беше сосема спонтано, случајно стана вирално и на вашиот портал точка и на останатите портали беше навистина симпатично и са нормално. Филип вика, ајде, кога сакаш, кога си расположена, може да направиме нешто, така што навистина не е ништо исклучено, да не бидам сега сериозно сватена дека тука јас сега пејачка ќе станувам, не, туку може нешто така за своја душа да направам и за душа на оние кои што ме сакаат и им се допаѓа се што правам. Така што за сега стварно немам време, меѓутоа кога ќе завршам со интензивните снимања на се или нешто во Сител, бидејќи реков работиме на случајот, кога ќе бидам послободна во една од тие паузи, би можело нешто така да направам. Повторно ќе кажам, чисто за своја душа. Јас сум секогаш заљубена, ама буквално секогаш, затоа што не само за мене, туку
што е докажано дека љубовта е двигател во животот, затоа што тоа сум го почувствувала и затоа сум баш онака. Значи сакам да ми е убаво, сакам да сум заљубена. Значи ако не сум заљубена во човек, тоа што сум заљубена во работата, заљубена во мачорот, заљубена во животот, сакам да ти кажам во тој контекст. Кога кажам дека сум постојано заљубена, не мислам дека сум постојано заљубена во дечковци, туку само во него кој што е кој што заслужил, така што да, и овој пат сум заљубена. Благодарам на убавото прашање, препорачувам и на вас да бидете заљубени, многу е поубав животот кога сте заљубени.